Уништување е новиот роман на Божидар Божиновски, ака Моџо Килингтон. Како што тој вели, романот е напишан во здив. Моџо, уништување, што беше инспирација за пишувањето на овој роман? Општествената хипокризија, љубовта меѓу младите? Општествената што? Инспирација беше, како и сите, барањето по себе си. Што би правил човек кога е притиснат со времето, кога знае дека има малку време, како би го забрзал процесот на неостварени желби, на можеби младечки сништа и слични работи, и дали то може да се изведе во корелација со очекувањата на општеството и на семејството, без да бидат повредени други. То беше инспирација, немањето на време. Сите го сваќаме времето како живееме, како да ќе живееме вечно, а нема. Каква е разликата меѓу дневниот афоризам и пишувањето на роман? Разликата е што пишувањето на роман е една тема задлабочена на подолго, а афоризмите се секојдневна активност која непречено има инспирација, ама сепак не вреди за книга, например за кесите книга да напишеш. Романот е напишан да се чита брзо и да остава прашања. Може би еден вид порака во шише до светот да ги префрлам моите прашања до други кои се надевам дека ќе најдат одговори. Точно така. Да, то се прашања кои често ме мачат и во прошлиот роман тие ги обработувам. За минливоста на животот, за нашето значење, дали има човекот поголемо значење или само биолошка единка која се ствара во одреден период и завршува светот. Дали има некој поголем план и која е нашата улога во тој поголем план, дали има Бог после смртта. Аутопсија на љубовта беше првиот роман. Тоа беше со песни книга. Што е за те поголем предизвик? Да пишуваш поезија или роман? Роман во секој случај, затоа што потребно е повеќе од 5 минути. Песната доаѓа брзо и кога ќе е готова, нема емоциите, ако се тука е готово. Не се навраќаш наназад, романот бара некоја посветеност. Дали ние сушност работиме на самоуништување, несвесно? Да, мислам дека секој човек има самоуништувачки нагони и што би рекле, мислам дека беше Ози Осборн, се чувствувам живо само кога се убивам. Тука има некоја интересна корелација меѓу уништувањето и чувствувањето живо, затоа што за голем број од луѓето она што ги убива ги прави да се осеќаат живи. Ти благодарам, инаку во продолжение, после овој краток разговор следува вообичајната и редовна колумна на Моџо, нереално со Моџо. Моџо зборува кога другите молчат. Следете не. Добро вечер на сите, освен ако не гледате од Македонија, тогаш само вечер, пошто одамна нема ништо добро, а и ние стемнето. Сепак можно е во Социјалдемократскиот сојуз да се роди ново сонце на слободата и да им изгрее. Тие имаат веќе оставка од премиерот Заев од партиската функција, додуше не е оставка, е само ОСТ, иако Т не му е омилена буква во општество, например. Али добро, на пола пате. Таму најсериозен лидер е Димитар Ковачевски, кој нуди светла иднина на Социјалдемократскиот сојуз, како што можеме да видиме. Тие треба да имаат по статутот сега избори, можда ќе се единствени избори годинава кои ќе ги добијат. Сепак ние не би биле нереално со Моџо ако не направиме анкета на репрезентативен примерок од 4 членови на СДСМ. Таму СДСМ стои во своите редови многу добро, дури има 24,9% рейтинг. Одма зад нив диши ВМРО со 9,7% и на крај ДУИ има нешто послаб рейтинг од 6%. Дури 5% од членовите на СДСМ би гласале за кој да е само да ги остави на работа или да ги вработи, а на 3% од повиците, за жал, слушавме плач кон Заев, кон неговата оставка и беше малку траурно, песнички некој.
Такви работи. Со ова заев го отвора патот да се замине од владата, но тука има уште еден лик кој може ќе се замине од владата, а тој е министерот за здравство Венко Филипчев. Преговорите со алтернатива за владата го отворија прашањето и за нов министер за здравство, па така ако не успеа Венко Филипчев да го сруши најголемата смртност од ковид во Европа, доцнењето на вакцините, 14 мртви во модуларната болница во Тетово, тогаш може ќе осмени партиски дил за да останат СДСМ на власт. Сурово, но вистинско. Сепак не е се така црно, например судството функционира. Потврдена е пресудата на Никола Груевски од 18 месеци затвор за шамарите во Центар. И како што дознаваат наши извори блиски до Ференц Варош, тоа многу го растресило Груевски, кој имал проблеми со спиењето, со храната, а ништо подобро не се осеќа и Миле Јанакиевски, кој се очекува да биде приведен за ова дело. Друга добра вест за екологијата е поскапувањето на кесите, тие рипнеа 15 денари, но владата сепак мисли за нас, затоа што за разлика од други влади кои ги замрзнуваат цените на основните производи, кај нас изгледа не е толку заладено, па владата не размислува на тоа. Иако кесите се скапи, да сме искрени, 15 денари, то 1000 кеси се минимална плата, за брзо ќе нема што да купуваме, така да нема да ни потреба ни од кеса. Со поскапена струја, поскапени продукти, поскапено гориво, поскапен превоз, поскапено се, кесата ќе ви е луксус, може празна да ја шетате и че не е проблем никаков. Во овие денови од кога стапи на функцијата, ние немаме видено кметот на градоначалничката на Скопје, па да се надеваме дека е добро и дека во скоро време ќе почне да работи, затоа што има многу работа во главниот град, кој е украсен како Кишинев во Молдавија во 87-ма. Се надеваме дека ќе се појави во медиумите со нешто добро, со некоја добра вест, што е спремна овие 40 дена и да ја пофалиме нешто. Здравје. Тоа беше тоа за денес, доставие. Ако изгледавте да легнуваме по полека или клајте едно кафе или што сакате да правите, вие сте слободни битија со ваша волја. Не можем јас да ви кажем што да правите. Поздрав и се гледаме наредна недела. Тоа беше се за ова издание на емисијата Трилинг. Трилинг, тројца соговорници во ова издание на Трилинг и во обичајната колумна на Моџо. Нереално со Моџо. Гледајте не идниот петок во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Довидување.